Колешката Марија Коцева ја вклучуваме и во овие вести од Шуто Оризари. Марија, дали во Шуто Оризари гласањето почна на време? Гласањето во Шуто Оризари, поточно на гласачките места во основното училиште 26 јули, беа отворени навреме. Сега за сега некаде 10 часот може да се забележи дека навистина има голема раздвиженост токму овде на овие избирачки места. Ние се наоѓаме тука некаде околу 1 час, каде што можеше да се забележи и тогаш, но и сега навистина голема раздвиженост, односно поголем број на граѓани кои што доаѓаат да го искористат своето демократско право. Од оние граѓани со кои што разговаравме, можевме да ни потврдат всушност дека не се соочиле со никакви проблеми, дека без проблем го искористиле своето право на глас, а од председателот на општинската изборна комисија во Шуто Оризари, Момин Вели, можевме да дознаеме всушност дека овде се течело во најдобар ред, дека гласањето се одвивало во мирни услови и дека имало навистина поголема раздвиженост, па ни појасни поточно колкава била излезноста, дали е добијан изборниот материјал на време и всушност дали граѓаните кои што дошле овде да гласаат се соочиле со некаков проблем. Па во продолжение предлагам да слушнеме изјавата која што беше дадена за Телма телевизија од страна на Момин Вели, председател на општинска изборна организација во Шуто Оризари. Сите 36 места се отворени во 7 часа. Дали од 7 часот па се до сега беше мирно, дали може би се соочивте со некакви проблеми овде? Па немаше никакви проблеми. Се беше окей во нормален ред. Каква е излезноста до сега? Па до сега процентуално 1,60. 1,60, па очекуваме негде околу 2 часа да биде поголема, затоа што луѓето сепак се уште спијат, недела е и така, одмара. Пред самиот крај, дали изборниот материјал е добија на време? Да, секако, еден ден пред од ДИК ни ги доставуваат и ние вчера ги доставивме до сите училници на 36 места. Имавме можности да спроведеме анкета на терен, токму овде на овие избирачки места, каде што добивме информации од граѓаните како течело гласањето и што очекуваат по денешниот изборниот ден, односно по самите избори, кои се нивните очекувања, па во продолжение предлагам да слушнеме и спроведената анкета на терен. Дали го остваривте своето гласачко право? Да. Се соочивте со некаков проблем или се беше во ред? Не, се е во ред. И што очекувате по изборите, по изборниот ден? Да биде убаво. Дај Боже да подобро да биде, да работа повише и тоа. Се беше во ред. Ми пожелав се убаво. Што очекувате по изборите? По изборите поубави денови. Ми поубаво да биде све. Се најубаво да биде. И со добро да живееме. Да имаме слога и берикет, ништо друго. Се соочивте со проблем при лична идентификација? Не, никако. Беше у реду, све на најнормален ред. Добро беше. И гужва нема се ваѓа. Што очекувате по изборите? Очекуваме да се подобри сега. Други млади луѓе ќе успеат нешто да направат за сите, за цела Македонија. Па очекуваме нешто подобро да биде. Да биде мирно, во ред, промена малце, редовно автобуси, ѓубрето да биде чистено, ред да има у Шуто Оризари. Тоа сакаме да биде. Оно што е автентично за гласањето во Шуто Оризари е дека овде ќе има прегласување за советници, односно се поставени 3 кутии каде што жителите на оваа општина ќе можат да гласаат за градоначалник на општината, на градот, но исто така и за советници. Ги слушнавме ставовите на граѓаните, ни напоменаа дека го искористија своето демократско право, но воедно и дека не се соочиле со никаков проблем при самото гласање. Ќе напоменаме уште еднаш дека во Шуто Оризари
Оризари, токму на овие избирачки места има навистина голема фреквенција за разлика од општина Аеродром, каде што и се јавивме рано утринава веднаш по отварањето на гласачките места. Остануваме на терен да известуваме за дополнително каква е ситуацијата денеска од изборниот ден. Пред самиот крај уште еднаш ќе напоменаме за сите граѓани кои што може би се соочиле со некаков проблем при самото гласање, односно имале повреда на изборното право, тоа може да го пријават во канцеларијата на Народниот правобранител на бесплатната телефонска линија 0800543201. А граѓаните исто така, доколку не знаат кој е нивното гласачко место, слободно тоа можат да го проверат на веб страната на Државната изборна комисија со внесување на нивниот матичен број. Марија, ти благодарам за твоето информирање.